Разочараност и гнев владее меѓу населението во планинските предели на Осоговието поради тоа што ќе мора да ги заколат сите свињи што ги поседуваат како заштитна мерка од ширењето на заразната болест африканска чума. Должни се да го заколат секое животно без оглед колку е возрасно, а слеската да им ја предадат на ветеринарните комисии кои делуваат на терен. Подоцна ќе бидат обештетени според утврдена пазарна цена. Оваа борба со пандемијата воопшто не им е логична на одгледувачите на свињи во домашни услови. Велат дека свињите по едно, две или три ги купиле како прасиња и ги чуваат затворени во кочина без можност за контакт со други животни. Штета е да се заколат бидејќи поради големината немаат ниту месо, ниту маст. Според нив подобро да ги чуваат и секојдневно да ги надгледуваат, имаат мобилни телефони ако забележат симптоми, да ги сликат и да ги испратат на ветеринарите, па доколку се сомнителни дури тогаш да ги заколат. Вака се уништува секое животно, додека дивите свињи слободно шетаат по планините и ја разнесуваат болеста. Од друга страна, од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека на удар се токму одгледувачите кои чуваат свињи за себе, бидејќи не спроведувале биосигурносни мерки. На тоа реагираат жителите на планинските села кои велат какви мерки да преземат кога на километри околу нив нема ниту население ни свињи, а тие своите ги чуваат затворени без можност за контакт со домашни и диви животни. Како и да е, африканската чума е на пат да го уништи целокупниот свински фонд, особено во планинските населени места, што може да влијае на целосно иселување на жителите и додатно запустување на овие предели. Секако, доколку продолжи ширењето, кое веќе го има во Моштица, Мојанци, Пресека, Тракање и Виничка кршла.